Здраво, другарчиња, јас сум учителка Маја. Денес ќе ви раскажам многу интересна приказна за една птица која што доаѓа од топлите краишта. Се враќа во нашиот роден крај. Размислете која е таа птица која што се враќа. Да, малку е поголема, стои на една нога, јаде жаби, има дол клун, а можете да го стопрете видеото, да размислите и потоа да го пуштите за да одговорите. Погодивте? Да, тоа е штркот. Нашиот штркчо решил да се врати во нашиот роден крај. Требало топлата Африка да патува многу. Да, требал на својата штрчка да ја рече довидување и да се збогува со неа. Да, требал да оди на дол пат, да дојде кај нас, да направи гнездо. Така и се случило. Штрчко тргнал со своите пријатели. Да, се подготвиле и тргнале. Тие требале да летаат многу далеко. Да, далеко. Во текот на летот, Штрчко му се приспало. Јас се изморив, рекол Штрчко. Може да се одморам, му рекол на својот другал Штрле. Па, ние Штрчко, кога летаме, можеме и да спиеме, знаеш? Не знам, рекол Штркчо. Па вака, ќе ставиш својата глава на крилото и малку ќе ја одмориш и потоа ќе имаш сила да можеш да ги издржиш сите предизвици кои што ги нуди патот. И така и се случило. Штркчо повеќе не бил толку уморен, ја земал својата сила од одморите што ги правил повремено и така стигнал во нашиот топол крај. Верувале или не, така и се случило. Сега ќе видите. Зошто дошол Штрчко овде? Да, за да направи едно многу убаво гнездо. Го одбрал најубавото место, највисокото место. Тоа е една бандера, а може да биде и на оџак. Меѓутоа, Штркчо требал многу да се потруди. Кога се вратил од патот, бил малку изморен. Си каснал 2-3 жаби по барата и потоа продолжил. Си одбрал убави гранки, го направил гнездото и кога што се случило? Одеднаш заврнал дожд. Дождот почнал силно да врне, а Штркчо правил со својот клун. Ау, му било ладно, но што се случило утре дента? Огреало сонцето. И тогаш Штркчо шо рекол? Дека тоа е многу убав ден. Понатака, следниот ден дошла Штрчка. Да, кога го видела гнездото, видела дека е премногу убаво и му рекла на Штркчо. Штркчо, значи ти си многу добар. Си направил најубаво гнездо, а тука ќе се изведат нашите мали штркчиња. Да, така е, другарчиња. Ке видите кога Штрчка ќе снесе јајце и од јајцата ќе пораснат штркчиња. Да, тие прво ќе бидат малечки. Штрчка и Штрчко ќе се грижат за нив. Ќе ги научат да летаат, да, и ќе ги подготват многу добро. Ќе ги научат да ловат жаби, така е. Сега ние ја завршивме приказната. И што научивме за штрковите? Дека имаат 2 нозе, имаат многу убав клун, со кој што прават штрак, и имаат крила. Тие се птици, кои што доаѓаат од топлата Африка во нашиот роден крај. Така е. И кај нас седат цело лето, а потоа се подготвуваат за да се вратат повторно во топлите краишта. Сега, ние научивме уште нешто. Дека штрковите спијат додека патуваат. Патуваат многу и за да се одморат, тие летаат,
плюс пијат. Браво, така е. И сега, ја за вас подготвив многу интересна игра. Играта се вика Ајде да вежбаме малку. Ние можеме да застанеме, нормално во присуство на вашите родители, ќе направите првата поза штрк. Како се прави таа? Со една нога, стоиме на една нога и испружени двете раце. Браво, потоа одиме на следната поза. Таа е поза на змија. И така ние малце ќе го повежбаме нашето тело. А да ве прашам, другарчиња, што јаде штркот? Штркот јаде. Што? Жаби, така. Браво. И ќе направиме позата на жаба. А овде можеме да бидеме едно летало кое што лета високо. Да, погодувате, тоа е авион. А овде можеме да бидеме едно животно. Да, тоа е маче. Ќе го направиме и тоа. А овде можеме да бидеме и куче. Браво. А овде ќе бидеме ќе направиме една форма на октопод. Браво. Другарчиња, тоа е се за денеска. Можете да ги направите овие пози и да продолжите со вашето дружење со вашите мама и тато. Довидување, до следно видување.